Во продолжение разговараме за она соопштение кое што претходна недела испратија од јавното сообраќајно предпријатие, се однесува на бесплатните студентски билети. Сите редовни студенти запишани во учебната 2021-2022 година на некој од државните факултети во Скопје имаат право на користење на студентски годишен билет за бесплатно користење на јавен превоз. На ова тема разговараме со Деспина Трајковска-Димова од ЈСП Скопје. Деспина, добро утро. Добро утро, Александр. Поздрав до сите што ве следат стенава. Благодарам. Тема на нашиот денешен разговор се бесплатните студентски билети. Годинава ЈСП Скопје со поволности за редовните студенти, јавното предпријатие упати повика до сите заинтересирани да аплицираат за оваа поволност. За што станува збор? Така, значи ова не е новина годинава, ова е веќе неколку години уназад, значи само едно потсетување за студентите. Пред се за братушите, оние кои што за прв пат запишуваат година, нели, 2021-2022, прва година, значи потребно е пред секој се главните услови студентот да е редовен студент на државен факултет во Скопје на додипломски студии, без ограничување на возраста, потребни документи за да извади еден бруташ билет за бесплатно користење на превозот, е потврда за редовен студент, не постара од еден месец и запишан зимски семестар. Значи тоа се неопходните документи. Билетот автоматски важи кога ќе го извадат сега за прв пат до наредната календарска година 2022. Инаку процедурата на вадење на билетот е во некој од центрите за персонализација кои што ги имаат 7 во градот. Останатите студенти, значи за да ја продолжат важноста на билетот, потребно е да достават исто така потврда за редовен студент, не постара од еден месец и запишан зимски семестар. Само да дополнам, изумив за оние кои што прв пат вадат ваков билет, односно братушите, треба да платат и еднократен надомес од 200 динари, тоа е надомес за изработка на електронската персонализирана картичка Скопска. Само да напоменам тука дека бесплатен превоз има и за средношколците. Какви се условите кои што треба да бидат исполнети? Така, средношколците своите билети ги добиваат преку матичните училишта, значи они поднесуваат, само оставаат име, презиме до училиштата, потоа тоа се спроведува во соработка со ЈСП, значи следува исто така бесплатен билет на сите средношколци кои што учат во средно училиште основано од градот Скопје или пак државно училиште. Деспина, ти благодарам за ова вклучување во утрински брифинг.